сомнувањето на 26. јули 1963 година во нашиот град Скопје, земјата онаа вечна закрепа што ни даваше сокови на живот, покрај немерливи човечки и материјални загуби, му нанесе големи и неоценливи штети на културното богатство концентрирано во овој главен град на Социјалистичка република Македонија. Од оваа височинка, од каде што до вчера погледот ни патувал по покривите и не восхитувал од оваа тврдина, овде од каде што сме го гледале растот на градот, со вградени во темелот на тврдината камења на некогашното Скупи, сега на работна распуканава земја присуствуваме на гледката на разурнатото единствено културно богатство. Она на што луѓето се восхитуваа и заради што доаѓаа во овој град, во Историскиот музеј на Македонија кој одгледуваше 3 оддели: национално-револуционерно движење, периодот помеѓу двете светски војни и народната револуција, изгуби многу богатства. Поголемиот дел од музејските предмети е спасен. Повеќе штети претрпеа скулптурите. Наполно е уништена опремата на фотолабораторијата, киноапаратурата и опремата на киносалата. Во депоите на археолошкиот музеј беа чувани предмети од праисторискиот, класичниот и средновековниот период, нумизматичната збирка, гипсотеката и богат фонд на копии и фрески, што се уништени во најголем процент. Уништена е целокупната опрема на фотолабораторијата и препараторската работилница. Под урнатините на зградата на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата извлечена е 1/3 од научно-стручната документација. Заводот имаше околу 17.000 негативи и околу 40.000 позитиви, фотоснимци на сите споменици на културата во Македонија и 43 од вкупно 47 икони што беа примени во Заводот за конзервација и кои се оштетени. Во тек е спасување на материјалите од научно-стручната библиотека и фотодокументацијата. Градот со својата архитектура познава и вакви монументални градби, како што се џамиите на Мустафа Паша и Иса Беј. До пред земјотресот тие беа добро зачувани. Меѓутоа сега се оштетени сите столбови од тремот на Мустафа Паша џамијата, испукани се куполите, тремот е помрднат кон север и одвоен од џамијата, отпаднати се мермерните плочи од фасадата, оштетена е централната купола и минарето, од внатрешноста е отпадната шлјукатурата и дзидаријата. Големи штети има и турбето. Покрај штетите на црквата Свети Спас со прочуениот иконостас, оштетени се манастирот Свети Пантелејмон кај Нерези, Марков манастир, манастирите Свети Никита и Свети Георги во Бањани. Куршумлијан, како историски споменик, е од првостепено значење за Скопје. Со својот надворешен и внатрешен изглед и сега е монументален и мощне впечатлив. Со неколкуте конзерваторски интервенции беше еден од најсочуваните објекти во Скопје. Од катастрофалниот земјотрес наполно е разурната просторијата на југозападниот агол, централниот влез, југоисточниот агол, дел од источниот зид и сводот на горниот кат од западната страна. Напукнати се сите зидови на катот и приземјето. Оштетени се сите куполи на покривот, а некои се урнати. Оштетена е и шталата во која е сместен лапидариумот на археолошкиот музеј, особено кај источниот дел и покривната конструкција. Тука се уништени и многу од овие археолошки објекти кои говорат за овој град и оваа земја како за крстопат на многу култури. Куршумлијан, заедно со Ѓурчилер, Амамот и Казанџилер џамијата, представуваше единствен комплекс, та загубата е повеќекатна. Исто така е голема загубата и на другите објекти, меѓу кои спаѓа и Сулијан, значаен споменик од 15-тиот век.
Тврдото градежништво на Даут Пашиниот Амам, со оваа разурната изложба, серија скулптури на мноштво еминентни југословенски и македонски уметници, само е еден од оштетените објекти на ликовната култура. Во градот, каде што годишно се прикажуваа по 40 изложби на домашни и странски автори, уништена е и уметничката галерија со 100 дела на македонските сликари. Исто така уништени се и сите други изложбени простории во градот. Скопскиот народен музеј со неколку стотици експонати беше интимен и посетуван кат на скопјаните и оние што за прв пат доаѓаа и го посетуваа. Сликите на домашната обстановка во овие музејски уредени оддели прилегаат на сите оние катови уништени низ градот. Зградата и опремата на Народната и Универзитетската библиотека сосема се уништени. Таа знаеше за 450.000 книги, списанија, весници и ракописи. Беше капче на оние неброени интереси и потреби за какви што знае развиена културна општественост. Од реткиот материјал што го поседуваше библиотеката позначајни се Октоихи, Евангелија и Апостоли од 14 век, најстари печатни книги од 17 век, печатни книги од 19 век на Ѓорги Пулески, Јоаким Крчовски, Рајко Жизифов, браќата Миладинови, како и писмата на Гоце Делчев. Нанесените штети се врз книгите кои се навлажнети и распарчени и врз каталозите. Големи оштетувања претрпеа и другите библиотеки и издавачките куќи Кочо Рацин и Култура. Државната архива на Македонија има најголеми штети. Наполно е урнат целиот кат каде што беа чувани најдрагоцените архивски документи и микрофилмови. Подрумските простории беа поплавени, така што архивските материјали се значително оштетени, како и стручната и ориенталска библиотека. Не се знае колку од 5000 документи конечно ќе бидат спасени. Во Фолклорниот институт, сега прилично оштетен, се собираа илјадници документи, записи и снимци на она што е посебност, оригиналност и значајност на традицијата. Овде се јавија и првите изданија и студии. Се чинеа напори за создавање научна основа за понатамошна разработка, зачувување и постигнување согласност и врска со современоста. Во Скопскиот народен театар секоја година доаѓаа над 150.000 посетители, желни за драмската реч, музиката и балетската сцена. Оваа голема уметничка куќа земјотресот ја снајде кај почетните работи за адаптација, каде што се вложени големи средства. Покрај зградата со сцената, уништени се и двата магацини со гардеробата, декорот, работилниците и балетската сцена за вежби. Младинско-детскиот и Малцинскиот театар и се придружија на судбината на Народниот театар. Младинско-детскиот заедно со куклената сцена привлекуваше околу 130.000 посетители и знаеше за неброени гостувања низ земјата. Сцената на Малцинскиот театар со шиптарската и турската група беше секоја година привлечна за повеќе од 30.000 гледачи. Вардар филм, предпријатие за производство на филмови, претрпе значителни штети. Освен оштетувањето на зградата, до уништен е преостанатиот филмски материјал, што разорно настрада од поплавата во 1962 година. Не се поштедени ни опремата, инвентарот и техниката.
киносалите се празни, со овие непознати слики што се подаваат и ни соопштуваат дека 12 од 14 кина се сосема уништени. Денеска, кога повторно расте и крепне Скопје, со несебичната помош на југословенските народи, со солидарноста и помошта на сите луѓе од светот, мислиме на оној нов град што ќе изрони од урнатините, што заедно со другите области на животот и стопанството ќе ги има сите установи, институции и сите организми на развиена и угорна култура, со оспособување на сето она што е оштетено и полуразурнато и со обнова на уништеното. Камениот кип, символ на Македонија, овде на височинава над градот, подхранува надежи и вера. Човекот останува непоразен.